Врват годините и ние низ нив. Одиме натаму меѓу ново лето и зимо, меѓу нови радости и предизвици, меѓу победи, разочарувања до нови остварувања. Нова година, нова надеж, дека се она што е добро од предходната, ќе продолжи во новата, а лошото никогаш нема да се повтори. Затоа во новата година посакувам многу добро здравје, радост, љубов и мир. Еве не во првата утринска дружба за годинава. Со кого ќе видите за кратко. Добро утро. И среќна и берикетна. Благодарам и на вас и на вашите гледачи. Исто така среќна нова година, здравје, среќа и успеси. Нова година, нов почеток. Ви благодарам што ги отворивте вратите на вашиот дом токму во најубавиот период од годината да бидеме ваши гости. Да, благодарам на можноста и уште еднашка среќна нова година на вашите гледачи. Да окажеме на клише здравје и среќа на сите, бидејќи тоа ни е најпотребно, но исто така мојата порака оваа година е да бидеме единствени и да се обединиме и да го победиме злото оваа година. Кои се желбите, кои се плановите за новата година? Па генерално тоа што кажав, да бидеме пред се здрави, бидејќи само здрав човек може да направи многу работи. Природно е да посакаме среќа, затоа што ни е потребна таа среќа во животот. Само среќен човек е и мотивиран човек. Да се обединиме повторно, ќе кажам, бидејќи тоа како народ ни е потребно. Да си подадеме рака, сосед на сосед, соработник на соработник, да се почитуваме повеќе. Затоа што мислам дека тоа ни недостасува. Имам чувство како да се помалку остануваме пријатели еден на друг и некако како да се отуѓуваме. И во рамките на семејството, но и во рамките на малото, и во рамките на градот, и во рамките на државата. Затоа ни е потребно, мисламе, на големо обединување. Ова е период од годината кога ги сумираме резултатите. Што направивме, што не направивме, што требаше да направиме, како направивме. Колку сте задоволен од направеното или од што сте незадоволен? Јас сум задоволен, иако секогаш може да биде подобро. Мора да се трудиме секогаш да бидеме подобри. Но генерално сум задоволен од тоа што е до сега сработено. Зборувам за оваа година која што измина 2022-та и на професионален план на универзитетот тука пред се мислам. Помина уште една генерација со настава. Помина уште неколку десетици студенти кои што претпоставам утре ќе бидат успешни инженери, своји луѓе, ќе формираат свој семејство. Но и на политички план, сепак годината покажавме дека не се сите исти, дека една плејада градоначалници нови на ВМРО да поменат различни возрасти, некои помлади, некои во подминати години би рекол, од различни професии, успеа да покажат и докажат дека не сме сите исти. Една година наистина реализирани многу проекти, без ниту еден скандал, што е многу важно. За Македонија тоа е многу важно, без ниту еден коруптивен скандал, нити пак обвинување за сторен криминал, што е многу важно, затоа што тоа е основата на се. Од тука почнуваат сите проблеми. Може би една работа недостасуваше, тоа е да успееме некако да дојдеме до предвремени парламентарни избори, но ете не успеавме. За жал немаме свесни 61 гласа во рамките на парламентот кој што ќе го стават својот личен и партиски интерес на страна, ќе го гледаат државниот интересот на народот во Македонија, без разлика тука дали се македонци, албанци, турци, роми, власи, срби, бочњаци, египќани и така натаму и останати, да ми простат што не ги спомена.
треба да го гледат нивниот интерес и интересот на државата, но за жал така свесни луѓе минатата година не успеавме да најдеме. 61 се надам дека оваа година ќе успееме да дојдеме до тие 61 кои што ќе го распуштат овој парламент и наместо избран од неколкумина премиер ќе имаат влада и премиер кои што ќе биде избран од народот. Тоест ќе имаат премиер и влада кои што ќе бидат народни. И ќе сториме се што е во наша моќ тоа да го направиме. Политичар, но и професор на Машинскиот факултет. Каде ви е поудобно? Одговорот е лесен, секако помеѓу студентите. Секако помеѓу студентите, изминативе од помлад асистент, бидејќи тогаш така ние напредувавме од помлад асистент, па асистент и така натаму, па доцент, па вонреден, па сега еве и редовен професор, се некако поинаку со некои реформи кои што се случија во меѓувреме во високото образование. Веќе 20 на години се направија како сум таму. И тоа е убава работа, тоа е работа која што исполнува, прави среќен, бидејќи образувате млади луѓе. Дел од тие луѓе во вас гледаат идол. Дел од тие луѓе може ќе ви се налутат. Но ние како институција повеќе од 15 на години правиме анкети и можам да кажам дека сум, еве, јас не зборам во прво лице, ни на прилично добра оценета страна на студентите. Така што бројот што ми се налутени е многу помало од овие кои што имаат позитивен впечаток. И кога ќе го пренесете тоа знаење, знаете дека правите нешто убаво. Бидејќи тие луѓе од тоа знаење утре ќе ги хранат своите семејства. Најголемиот дел од нив, претпоставувам, некои со друго ќе се занимаваат во животот, но најголемиот дел од нив, тоа знаење што вие го пренесувате, ќе го искористат и ќе ги хранат своите семејства. Жесток критичар од говорницата, но каков е Христијан Мицкоски како сопруг, како татко? Се надевам дека и сопругата и двата сина се задоволни од тоа како јас сум поставен во домот и со нив. Иако морам да признам дека обврските не ми дозволуваат премногу време да им посветувам, што е еден голем недостаток. Но како семејство, јас стално тоа им го кажувам и на Антони и на Јован, имаме можност да бидеме дел од историјата. И тоа треба така да го гледате. Поминале милиони македонски семејства, ја немале оваа чест да бидат дел од македонската историја. И за тоа треба жртва. За жал, вие, кога им собраќам на Антони и на Јован, не можевте да бирате. Може би јас можев да бирам, но мислам дека не направив погрешни избори, сепак мислам дека ќе бидеме дел од таа историја, затоа што и тие еден ден ќе бидат родители, и тие нивни деца ќе бидат еден ден родители, и кога ќе не нема на овој свет, и мене и нив, ќе поминат и ќе остават едно цвеќе таму, и ќе речат, овој ви беше дедо. Дали тоа ќе биде по позитивен или по негативен впечаток, да оставиме историјата да суди, бидејќи времето дава најголем одговор на сите дилеми. Евене во предвечерието на највеселите и најрадосните празници, како семејството Мицкоски се подготвува за нив? Па ние традиционално за Бадниковата вечер ја поминуваме кај моите родители. Мајка Милица и татко ми Иван, таму одиме со сопругата, со двата сина, тоа е ден кога се постна трпеза, нели? И таму правиме едно заедничко кршење на погачата, практично. За погачата се задолжени сопругата и мајка ми. А за кршењето, самиот чин на кршење, татко ми. Како, што би се рекло, глава столб на семејството Мицкоски. И другиот ден, пак утрото на Божик, одиме традиционално во соборниот храм, каде што присуствуваме на утринската литургија, и утринската литургија завршуваме со погачата која што ја отпејува практично свештено лице. И потоа повторно на ручек кај моите родители.
И така, отприлика ги поминуваме тие два големи православни христијански празници, наистина свечени моменти за нас и за целото семејство. И бидејќи ова е период на мечтање, на сонување, на подарување, што би сакале да добиете за подарок? Материјалните нешта никогаш не ми исполнувале и така и ги воспитувам и Антони и Јован, дека тоа не е важно. И мислам дека се повеќе луѓето се вртат кон ова за кое што зборувам, а тоа е почитувањето. Ако се почитуваме како народ, можеме да успееме или да бидеме сите како едно. Ако не се почитуваме и ако дозволиме злобата во нашите срца да преовлада, тогаш, за жал, ќе исчезнеме и како народ, но и како држава. Затоа многу е важно секој од нас да е свесен дека мора да се почитуваме. Само така можеме да успееме и да имаме убава и успешна иднина. И потоа ќе си дојде и материјалното, за оние за кое што тоа е важно, духовното, за оние за кое што тоа е важно. И мислам дека тоа е единствената работа што сакам да ја добивам не само за новогодишната ноќ, туку и понатаму во животот. И да давам. Да почитувам и да бидам почитуван. Ви благодарам што ова утро бевте гости на Македонија на утро. Благодарам на можноста.